Значи, од движењето БЕСА ќе гласаме за разрешување на Зврлевски пред се поради антиалбанскиот пристап на јавното обвинителство во неговото владење. Дебатата во Собранието на Република Македонија за разрешување на јавниот обвинител од вчера е главна тема на јавноста во земјата. Впрочем, според нас, јавниот обвинител Марко Зврлевски е разрешен многу порано со формирање на специјалното јавно обвинителство, кога, како што знаеме, сите пратеници од сите парламентарни групи гласа за формирање на СЈО и така констатира одговорност на јавното обвинителство и на јавниот обвинител Зврлевски. Така, според нас, ова што се случува денес, повеќе е прашање на политичката и професионалната етика. Тоа што иритира и не е на ниво на една одговорна влада е и образложението што ја даде владата во Собранието како причина за разрешување на Зврлевски. Според заменик министерот за правда, причини за разрешување на јавниот обвинител се законски пропусти, опишани со Законот за јавно обвинителство и некои случаи во кои се вели дека јавниот обвинител не действувал или действувал во спротивност со законот или за други мотиви, како што е Македонска банка, случајот АКФА, ПИН мерките кај премиерот, гонење на политички противници на тогашната опозиција, прислушуваните разговори и друго. Но сите ние знаеме дека во последните години во Македонија се покренати судски постапки кои албанците ги сметаат за монтирани и кои завршили со скандалозни одлуки, а во кои албанците беа жртви како што се Сопот, Мострум. И токму јавното обвинителство бил протагонист на сите судски постапки против албанците. Сепак, ниту една од овие не е наведена како причина на владата за разрешување на господин Зврлевски. Затоа, ово неминовно го наметнува прашањето: дали ова влада ги поддржува таквите скандалозни одлуки на јавното обвинителство кон албанците? Да беше Министерството за правда повнимателна, имаше можност да ги спомене и случаите кога јавното обвинителство не действува според законските надлежности, како што се тепањата на учениците и другите млади албанци не само во Скопје или случаите кога албанците беа осудени за учество во протести и беа казнети со неколку години затвор. Бидејќи владата во Собранието беше представена од заменик министерот за правда, значи отсуствуваше министерот кој е од редовите на ДУИ, а ние знаеме дека ДУИ цели овие години го водел ресорот правда, значи и кога се случија монтираните случаи против албанците. Тогаш се наметнува прашањето која е улогата на ДУИ во владата и каква улога имаат министрите за правна на ДУИ за ова влада. Дали ДУИ, како и во 2013 година, кога го изгласа Зврлевски, меѓу другите за гласа и тој што денес е председател на Собранието, денес сака да се крие од одговорноста. Всушност, ако тие се покаиле за нивниот глас за Зврлевски, зошто барем еднаш не побара одговорност од него и зошто ни во образложението на Министерството за правда, кој, како што кажавме, се води од кадар на ДУИ, не се спомнува антиалбанскиот пристап на јавното обвинителство. Дали се работи за заобиколување, како што всушност на ДУИ му се случуваше во секоја влада, или тие се дел од некој мрачно сценарио за кој денес не може да се изјаснуваат јавно. Движењето БЕСА ќе гласа за разрешување на Зврлевски, пред се поради тоа што тој е протагонист на неправдата кон албанците, но при тоа не можеме да не споменеме дека досега ни специјалното јавно обвинителство не ги исполнил очекувањата на албанците. Всушност, албанците со право го очекуваат вистинското право и расветлување на случаите Сопот, Мострум, како и расветлување на случајот Куманово.